Тешко повредениот ученик кој утрово беше прегазен на пешачки премин пред училиштето е во критична состојба. По 2 хируршки интервенции на главата е пренесен во кома центарот на Штипска клиничка болница. Тешката сообраќајна незгода се случи утринава околу 9 часот на булеварот Гоце Делчев пред електротехничкото училиште Колен Ехтенин во Штип. 68 годишен возач од Кочани, управувајќи патнички автомобил марка Volkswagen Polo со штипски регистарски ознаки удрил во 15 годишен пешак. Во незгодата пешакот се здобил со повреди и со возило на брзата помош Штип е пренесен во клиничката болница во Штип. Извршен е увид на местото на настанот и се работи на негово целосно расчистување. Очевидци на настанот потресени и згрозени од она што го виделе велат дека на улицата пребрзо се вози. Бараат полицијата да преземе мерки и одговорност за безбедноста на оваа улица, на која често се случувале сообраќајки во кои страдаат пешаци. Само неколку дена претходно возачот со автомобилот удрил во девојче. Значи има два големи одмори, наутро во 9:05 и 5 до 4 попладне на втора смена. Значи барем тие пола сат може полицијата да стои точно пред емоцот, каде што се најмногу случуваат незгоди. Значи, нема прегледност. Во средината има борчиња, немаат прегледност ни возачите. Колку е одговорноста на возачите, толку и кај пешаците, но во овој момент кога станува збор за човечки живот, треба барем надлежните да сносат одговорност за ваква работа. Значи, во тие пола час може полицијата да стои тука и да го контролира тоа. Последната сообраќајка на оваа улица по кој знае кој пат ги вознемири не само учениците, туку и одговорните во средното општинско училиште Колен Ехтенин. Велат улицата е небезбедна, бараат надлежните да најдат сообраќајно решение за подобрување на безбедноста, а со тоа и да се намалат сообраќајните несгоди со последици. Бидејќи има прописно обележан пешачки премин и прописно поставени сообраќајни знаци, бидејќи и на некој од возачите може детето да се најде во ваква ситуација. Воедно напоменувам дека имаме пуштено барање за појачување на хоризонталната и вертикалната сигнализација и активностите се во тек. Едно од решенијата за поголема безбедност на оваа фреквентна улица што е излез и влез во градот е изградба на кружен тек на крстосницата пред населбата Пребег. Годинава во сообраќајна незгода на булеварот Гоце Делчев загина 21 годишна Цветениковчанка.